Речиси 4 часа адвокатот Сашо Дуковски му образложуваше на судот зошто неговиот клиент, обвинетиот Митко Чавков, не е виновен за упадот во собрание. Наредба за засилено полициско обезбедување можел да даде и тогашниот министер за внатрешни работи, истакна Дуковски во своите завршни зборови. Не може ова правна квалификација да биде. Надвор од тоа што во пола реченица не можете вие да имате обвинение за кривично дело кражба, а камоли за вакво кривично дело каде што вие за претената казна затвор најмалце 10 години. Наводно не издавање наредба за дополнителни полициски сили. Дуковски не откри дали очекува ослободителна присуда за својот клиент. Повтори дека во критичните моменти на 27 април Чавков не бил во штабот на ВМРО ДПМН, а на амнестираните 15 лица им посака среќа. Обвинителството кокетира со две дејствија на извршување. Еднашка вели дека народот влегол во собранието со тоа што сите лица од претходно знаеле дека нема да има дадено доволно обезбедување. За да во понатамошниот дел на обвинението се вели дека не можел народот да влезе во собранието, туку Крсто Муковски ги отворил вратите. Затоа тоа го спомнав. Инаку амнестијата како таква, кој си ја довел, нека биде среќен. Законот за амнестија го преполови бројот на обвинетите лица за крвавиот четврток. На обвинителна клупа сега седат 17 обвинети, за кои на претходното рочиште во завршни зборови обвинителката Вилма Русковска побара затворски казни од минимум 10 години. Русковска истакна и дека обвинителството докажало дека нападот бил сторен со умисла, а главните наредби доаѓале од екс-премиерот Никола Груевски. Потоа истите ги превземал Чавков, кој пак му ги пренасочувал на обвинетиот Јане Ченто. Наредното рочиште ќе продолжи в среда, а завршни зборови ќе даваат адвокатите на останатите обвинети.